Историјата на сите катастрофи на големите дирижабли од 20-30-тите години се објаснува, според мене, со 3 причини. Најглавната причина е тоа што летале на запалив водород, кој бара многу внимателен надзор на протекувањето на водородот. Тоа е опасно не само за време на самиот лет, туку може да биде и дополнителен фактор во случај на несреќа со дирижаблот. Вториот фактор кој доведуваше до катастрофи и летечки инциденти беше тоа што конструкцијата на цврстите дирижабли е многу сложена. Пространа конструкција, која многу тешко се поддава на пресметки со аналитички методи. Современите числени методи на пресметка дозволуваат многу точно да се пресметаат оптоварувањата во секој од елементите. И трето, тогаш немаше развиени норми за летна способност и дирижаблите се проектираа без да се земе предвид било каков искуство. Не постоја такви развиени норми за цврстина, норми за летна способност, што може да се прави, а што не може да се прави, кои елементи задолжително мора да бидат во конструкција.